Благодарам. Почитуван министре, почитуван професоре, почитуван господин Атенхол, почитувани донатори, почитувани дами и господа. Навистина ми представува голема чест да ви се обратам вас денеска од името на ДИКАВ. Пред се да се заблагодарам на почитувани министре, меѓутоа и на целиот оддел за внатрешна контрола, што не одбравте нас ДИКАВ како партнер во спроведување на изработката на овој многу значаен документ. Сакам да се заблагодарам на донаторите, Шведската агенција за меѓународна соработка и развој, Швајцарската агенција за соработка и развој и на Министерството за надворешни работи на Кралството на Холандија. Без чија поддршка навистина ние како ДИКАВ немаше да можеме вас да ви помогнеме. Развивање и спроведување на плановите за интегритет во контекст на процесот на интеграција во Европската Унија е од витално значење за земјите кандидатки, за да ја покажат својата посветеност во борбата против корупцијата, да ги поддржат демократските вредности, да го зајакнат владењето на правото, а преку тоа и да го поттикнат економскиот развој. Овие планови играат клучна улога во градењето на јавната доверба, обезбедување регионална стабилност и усогласување стандардите на Европската Унија, што на крајот го отвара патот за успешна интеграција во Европската Унија. Оно што сакам да го истакнам е дека соработката на планот беше направен со заеднички пристап меѓу ДИКАВ, меѓутоа и целиот оддел за внатрешна контрола, како и вклучуваше меѓутоа и пошироки консултации со сите организацијски единици на МВР. Еден од главните елементи на планот за интегритет е проценка на ризикот од корупција. И пристапот за проценката на истиот беше направен според меѓународни ISO стандарди и методологија од оваа област. Меѓутоа, на планот на интегритет, како и на секој друг план, треба да се гледа како водич. Сега останува истиот да се имплементира. Искуството од другите земји покажува дека доколку не се треба истиот да биде успешно спроведен, треба да се спроведат и дополнителни ресурси, пред се човечки, меѓутоа и финансиски. А активностите што се ставени во акциониот план, кои што се дел од тој интеграцијски план за интегритет, секако треба постојано да се следат и евалуираат. ДИКАВ исто така го поддржа спроведувањето, односно правењето на тој план за мониторинг или следење и евалуација. На крај, оно што сакам да заклучам и сакам да ве охрабрам како министерство е да се фокусирате на постојаниот мониторинг. Оно што покажува искуството од другите земји е дека доколку не се следи истиот во спроведувањето и доколку не се собираат резултати и податоци, многу тешко ќе може истиот да се спроведува. И затоа не само што ќе ви овозможи податоците што ќе ги соберете, за вас подобро да го имплементирате планот, меѓутоа за 2 години ќе треба да го изработите и новиот план од 2025 за интегритет и податоците кои ќе ги соберете истите ќе ви помогнат да го направите уште поуспешен. ДИКАВ како организација ќе продолжи и се надевам доколку нормално не побарате како партнер во методолошкиот пристап, меѓутоа активностите мора да бидат навремено спроведени од ваша страна. Добрата комуникација и ефективната координација од ваша страна се клучни услови за вашиот успех. Ние од името на ДИКАВ и од името на сите донатори ви посакуваме секако таков голем успех. Благодарам.